Во вашата балетска дејност се вбројуваат голем број улоги, меѓутоа се одлучивте со балетот, со премиерната изведба на сцената на Македонската опера и балет, со балетот Господја Бовари, да го одбележите јубилеот 25 години балетска дејност. Зошто токму со ова дело? Да ви кажам искрено, најтешкиот дел од овој цел процес ми беше одлучување што улога. Значи, мислам дека некои 2 години размислував, барав, истражував што сакам да играм. Секој може да има по некоја улога што му е неостварена желба, што не ја заиграл во текот на кариерата и ја имав така една, тоа е Бајадера, но некако почнав да размислувам дали точно сакам тоа да е, затоа што Бајадера е преубава представа и преубава музика, убава приказна, но нема така длабока драмска тежина. И сега на овие години, после толку многу изиграни представи, убаво е кога балетскиот уметник е веќе созреан, значи не е на почеток на кариерата, значи самата си созреан за една драмска, улога. Тоа можеш убаво да го представиш. И имав желба да биде класичен балет, но во исто време и да има една убава, значи, улога која може да допре до публиката. Така да, после тоа размислив, сакав и Онегин, па ми ја сменија во Онегин. Сменив многу наслови, искрено, само им викав, не сега тоа, не сега тоа, сменете го. Но сватив дека сакам да биде името на представата мојата улога. Нели, како што се Ана Каренина, како што е Жизел, како што е други представи кои самото име е насловот на улогата. И не сакав тогаш Онегин, па ја тргнав Онегин и почнав да барам и кога истражував, дојдов до една представа која се вика Манон, која ние ја немаме, која носи све. И драмска улога, и класичен балет. И името на представата е Манон, нејзината улога. Значи се. И сватив дека јас сакам нешто такво да играм. Многу е полесно да земете представа која веќе е поставена некаде, процесот е многу пократок, све е веќе направено, значи и многу е полесно. Но јас се одлучив да идеме од нула. Значи, самата представа, самата улога да се креира за мене и за нашиот театар. Воедно вие ја имавте и можноста да одберете и кореограф со кој што ќе соработувате. Точно. Сега, кога сватев јас точно што сакам, каква би требало да изгледа таа представа со сите мои желби кои ги имам, почнавме да разгледуваме за кореографии и они самите да дадат идеја. Морам да кажам дека во овој цел процес Тања Војсич-Тодоровска ми помогна многу. Она беше секој чекор, во секој избор, во секоја одлука со мене, значи ми беше на многу голема поддршка, уметник кој веќе го има поминато тоа и заедно го правевме изборот. Со Виктор, кој е кореографот на Мадам Бовари, многу случајно се запознавме. Он беше дојден тука да настапува на Дон Кихот, играше прва улога. Има од прилика, е мое годиште, што е многу добро, е прв играч кој во тие години знае од прилика како играчот сака да се чувствува кога ќе излезе на сцената, знае што сака да толкува. Него му беше од прилика и кажано, и јас кога седнав со него искрено ништо не очекував. И за некој пола сат можам да кажам дека тоа беше веќе одлучено. Земавме, разговаравме, он све ја што кажав, све он ми врати на некој начин како јас тоа сакам да изгледам. Ми рече апсолутно све те разбирам, ми покажа и кореографија, оно што веќе има направено, мене многу ми се допадна. И кога разговаравме, вика, знам точно што улога сакаш, и ние веќе ја имавме разговарано со Тања и Мадам Бовари и сите тие што се такви, но он ми рече дека има направено Мадам Бовари кратка верзија. Нормално што не беше ни приближно тоа сега што го правиме, но приказна која многу добро веќе ја знае. Да.
И вика, сега ќе го направиме тоа во класика, ќе го направиме. Вика, чим Манон ти се свиѓа. Многу ми е јасно, значи све му беше јасно, едноставно кликнавме и одлучивме. Дека е многу важно од прва да се разбирате и со кореографот, но и со оние што во овој случај ви се партнери на сцена. Да, јас со Балаш и со Франциско веќе имам доста играно, значи мислам дека повеќе со Франциско. Сите скоро наши големи представи, но имам играно и со Балаш разни делови. Ние се познаваме многу добро, така да не беше нешто одново да викнете партнери па да се запознавате, па значи тоа си одеше еден природен процес беше. Сум многу задоволна од нив, све што може да ми помогнат, све се тука да ми помогнат, да нели, затоа што има два чина. Значи, представата во два чина, не сакав да биде еден, не сакав да биде три, значи три е предолго, еден е прекратко. Имаме 8 слики. Во сите 8 слики јас играм, што е многу напорно и захтевно. Така да стварно се они тука за да ми помогнат, затоа што они се менуваат. Еден е во една слика, еден е во друга слика и за нив е поедноставно и они се поодморени и стварно, мислам, се грижат за мене како јас се чувствувам, што и да кажам, значи применуваат, гледаат на секој начин да ми помогнат. За овој балет е исклучително важна и костимографијата која што ја споменавте. Затоа што станува збор за креативна драматургија на костимографијата во ова дело. На некои луѓе не им се многу важни, ама јас сум стварно доста тешка кога ќе стигне до костими. Оваа улога на Ема е една од нејзините карактеристики, може и една од најголемите нејзини карактеристики е обсесијата со убавина, нели? Како она изгледа, како се облекува, каде живее, тоа е нејзината, значи, нејзиниот карактер. И во самото и книга и филмови сегде е она објасната како е облечена. Значи, костимите посебно за оваа улога се многу важни. Така да ја имам 8 сцени, имам 8 различни костими, кои исто многу напорно кога ќе излезете од сцена, тоа публиката што не го гледа, е вие да смените костим. Значи, наместо да седнете и да се одморите бар таа 1 или 2 минути што ги имате пауза, вие стоите и ве пресоблекуваат. Мислам, имате помош позади сцена. Тоа е еден друг свет што публиката не го гледа. Ве откопчуваат, ве соблекуваат, ве облекуваат, ве бришат, ве стават друг кармин. Една ви вади, мислам, има и шминка, и фризерна, и гардероба. Значи, имам цел тим на жени кои стојат позади мене за јас да можам тоа дели да го постигнам, да излезам на сцена и да сум нели целосно облечена, целосно променета. Некога се случува и дури обетки да смените, ланчиња ќе менувам на секоја сцена, значи има многу детали. Во она што претходно го споменавте е исклучително важно и се нагласува целата улога на тимската работа во вашата професија. Да. Значи, јас кога ќе излезам од сцена, они знаат точно на секој мој излез од која страна од сцената излегувам, затоа што они имаат поставено параван. Тој костим што треба да се пресоблече од лева страна, стои од лева страна, друг костим од десна. И они само што ќе ме пресоблечат, ако треба да е од другата, мојот друг излез да е од другата страна сцената, они одат од таа страна, имаат водичка. Значи, све е спремно за јас само да можам кога ќе излезам на сцена да не изгледам уморно, нели, за публиката, дека позади сцена се случуваат многу работи. Кои се улогите кои што од оваа дистанца би ги издвоиле? Секогаш ме прашува која ти е омилена улога и секогаш кажував не знам, немам. Сега сваќам дека ми е Лебедово езеро. Тоа е една представа која стварно ми е при срце, мислам, не можам да, не знам зашто, многу ја сакам, мислам, и улогите две, значи од Дете од Илија, се многу различни, е единствена представа во која вие играте две различни улоги. Музиката е преубава, исто така и омилена представа на нашата публика. Така да не знам, мислам дека Лебедово езеро ми е баш во срце. Ќе видиме дали Мадам Бовари ќе ми влезе така при срце, што би требало дека е моја нешто специјално што се прави за мене.
но мислам дека Лебедово е ремек дело кое нели е совршенство. За вашата уметничка дејност добитничка сте на повеќе награди и признанија, меѓутоа кои би издвоила од нив? Имам награда во Джексон, Мисисипи, која на секој 4 години во нашиот балетски свет се смета како олимпијада. Значи, таму добив специјална награда за заслуги. А во Варна, кое се смета за најтешкото светско такмичење, имам бронзен медал, која сум и знаат колегите колку е тоа и тешко, и таму се надпреварувале сите светски звезди. Значи, кога ќе стапнете, има некоја специфично чувство, историјата се гледа на сцената и секогаш е задоволство кога ќе застанете на еден таков настан, кај што исто така жирито е. Посебно јас кога се надпреварував, ми беа од Париска опера звезди, од Болшој, значи беа многу големи имиња, од Макарова, значи Елизабет Плател, Григорович, мислам тоа се огромни имиња во нашиот свет, така да ми беше, тоа мислам дека ми е најдрагата награда. Во одреден период од вашата балетска дејност, од вашата кариера, вие настапувавте и во Висбаден и во Виена. Иако е неблагодарно се направи споредба, меѓутоа, што нешто е значено да се спомене за овој период? Морам да кажам, више кога морам да направам некаква паралела, мислам дека сите луѓе што се во театарот, во светот, мислам, не зборам дека ние немаме такви луѓе, дека стварно се оддадени на професијата. Да, сите што се избрани, тоа би кажала дека е разликата. Нормално има таму и многу поголеми средства. Значи, Виенска опера има многу поголеми средства, неспоредливо, да. Но сите максимално се трудат и сите максимално вложуваат во својата професија. Во моментов, вие сте директорка на Македонскиот балет. Што оно што е важно за да се изгради една стратегија, на кој начин ќе функционира ова институција во креирањето на репертоарот воопшто? Да. Вака, јас сепак ќе се држам за класичниот балет, значи железниот репертоар. Сакам од следната година, од следната сезона да донесеме некои нови представи, како Роме и Јулија или некоја нова Пепелашка, што е за возрастни. Јас имам играно Пепелашка во Арена ди Верона, каде што бев повикана. Во Италија беше преубава представата, штета е нешто ете такво да немаме, но сега ќе видиме дали следната или послета. Значи, сепак ќе се држам за железниот репертоар. Нормално сакаме да имаме и детски представи, значи за помладата публика, но ќе видиме за современи балети. Моментално, значи јас веќе само 2 месеци сум на оваа позиција, да, и моментално затоа што спремам и јубилеј и костимите ми зимаат исто така многу голем дел од денот. Веќе размислувам и сега да заврши представата ќе седнеме и да го направиме целосно репертоарот за следната година. Кога би се свртеле назад, кои се луѓето кои ви дадоа најголема поддршка и кои и сега се ваша поддршка и мислите дека имаат голема улога за оно што сте денес? Пак ќе ја спомнам Тања Вујсич Тодоровска, она ми е најголемата поддршка, значи за све позади мене, за секоја моја одлука што е професионална. Нормално дека е фамилијата тука, но они малце поемотивно гледаат на работите и кога јас треба многу да работам или да се жртвувам, они викаат, ама немој. Тоа е од љубов, но кога имате некоја личност како што е Тања, значи она е до мене да ми го даде и патот и насоката, секогаш била. Од кога сум вратена јас овдека, тоа се веќе 14 сезони, значи 14 години, од кога се вратив од странство, она е мојата најголема поддршка. Ви благодарам, Кичевска Шокаровска, за денешното интервју. Ви благодарам и вас.
Буварија.